Несовесно и неодговорно возење, односно лудување по патиштата, ќе се третира како кривично дело, а виновниците може да бидат осудувани и на казна затвор. Тоа народски кажано се предвидува со новите предлог законски измени во кривичниот законник, кој ќе биде далеку поригорозен во сферата на сообраќајот. Па така возењето под дејство на алкохол со најмалку 1,5 промили во крвта или пак под дејство на други и психотропни супстанции ќе се третира како кривично дело. И возењето во забранет правец, претекнување на колона возила на непрегледно место и возење над 70 км на час повеќе од дозволената брзина, што досега се казнуваше прекршечно, со новите предлог измени во кривичниот законник ќе се казнува како кривично дело. Во новиот член 403 практично се вметнува ново кривично дело кое ќе гласи безобзирно управување со моторно возило. Најзагрижувачки се трите сообраќајни прекршоци, тоа се возење под дејство на алкохол, возење со неприлагодена брзина и непочитување на прописите и сообраќајната сигнализација. Тие се најголемите прекршоци и оттаму за нив не може само превентивно да се реагира, туку мора и репресивно, бидејќи резултатот од непочитувањето на овие мерки честопати е трагичен. Измените во предложениот кривичен законник, кој веќе е објавен на ЕНЕР, допрва треба да бидат предмет на расправа, а донесувањето на законот се очекува да биде до крајот на годинава.